Добро вечер, почитувани. Јас сум Јадранка Костова, вие сте на вистинската фреквенција Еден телевизија. На денешен ден, пред 2 години, беше изгласана владата на Зоран Заев. Значи се навршуваат 2 години и прашањето на кое го посветуваме овој прв појас од отвореното студио гласи колку владата на Зоран Заев во овие 2 години ја краси отчетност и транспарентност. И се разбира, најадекватен гостин за разговор на оваа тема е колегата, поранешен колега, сега министер, Роберт Поповски, кој називот на Министерството гласи за комуникација, отчетност и транспарентност. За прв пат е воведено едно вакво министерство. Добро вечер, Роберт. Добро вечер, Јаданка. За 2 години, јас неделово имавте некаков собир со невладините, прочитав твоја изјава, се обраќам на ти, бидејќи долги години сме Никој нема да ни замери. Сме работеле заедно. Дека 2017 сме биле на последно место по транспарентност, а дека минатата година сме први во регионот. Врз основа на кои податоци или параметри го темелиш овој став дека сме први? Ти благодарам на поканата да можам вечерва да ги соопштам некои состојби кои што се случуваат еве на 2 години за окружување на оваа владина коалиција. И само едно дополнување на почетокот, не станува збор за министерство, јас сум министер во владата. Нема министер без ресор, да. Ето така. Инаку тоа е извештај кој што е финансиран од Европската унија во рамки на Екс-Шанси групацијата го работеше метаморфозис за Македонија. Има многу прецизни индикатори, има многу прецизни и ригорозни критериуми и врз основа на тие критериуми за минатата година владата е прва во регионот во споредба со 6 други влади. Предходната година, 2017, била на последното место, што е според мене исклучителен напредок, бидејќи вие од дното да се качите на врвот е големо задоволство, меѓутоа и огромна уврска. Она што извештајот го укажува е дека многу работи се сработени, и тоа е нотирано, меѓутоа дека се уште остануваат многу работи да се сработат. Так. Меѓутоа, и она што и ти го спомна. Значи, ако сме на прво место, а и во регионот, а има уште многу работи да се сработат, тоа значи другите земји се многу назад, веројатно. Па, прашањето е кон што тежнеете. Јас искрено првото место во регионот ми значи, меѓутоа мислам дека многу е значајно постепено да се споредуваме со земјите од Европа. Бидејќи Македонија тежне да биде во Европската унија, оваа влада постигна импозантни резултати на меѓународен план и веќе треба да почнеме да размислуваме како кон Европа се третираме или како Европа не третира и како се споредуваме. Но постојат некои појави на кои домашната јавност е алергична, да речам, затоа што сите претходни влади ги красеа како непотизмот, нели, вработувањата, сомнителни јавни набавки и слично, покрај овие импресивни резултати што ги има на меѓународен план, но она што е евидентно е дека владата реагира, допира до неа гласот на критичката граѓанска јавност. Тоа во секој случај морам да признам дека има напредок. Отвореноста е ризик. Што овие бројки се супер, меѓутоа кога сте отворен го преземате ризикот да сте изложен на критики. Уште еден податок има многу интересен. Пред неколку месеци бев на една друга дебата каде што наши колеги кои што ја анализираа состојбата во новинарството и медиумите велат дека како резултат и на отвореноста на владата бројот на истражувачки истории во медиумите во Македонија е зголемен за 5 пати. Тоа значи дека јавноста говори, ние и кога бевме во опозиција и сите заедно кога бевме на улиците велевме нема никогаш да дозволиме повеќе да има молк, се определивме за гласност, ги повикавме граѓаните да критикуваат и сега имаме врска да ги слушаме критиките. Не може сега од една страна да ги викате луѓето да зборуваат, од друга страна да сте нервозен зашто тоа го прават. Така, на почетокот кога стартуваше владата првите месеци, почнавте, бомбардиравте безмалку со трошоците на претходните министри. Со наручеци за се и се што да речам, како некоја алатка за отчетност, но таа се однесуваше за претходните. Функционира ли тоа уште? Да. Или функционира? Тоа значи не е атрактивно за новинарите штом не ги објавуваат податоците. Знаеш што, многу е интересна една работа и мислам дека и ти ја чувствуваш и јас и сите оние што слободата и демократијата им се иманентен принцип.
Кога ја имате слободата на говор, на изразување, кога има демократски амбиент, тој станува едноставно вообичаен. Тој го чувствувате како едноставно дека треба да го има, како чист воздух. Меѓутоа, кога ќе го снема на момент или кога ќе се загади воздухот, сваќате колку значи чистиот воздух или таа слобода. Таа алатка што ја воведовме не беше само за поранешните носители на до јавни ден функции, денес можеме да видиме кој колку троши. Да. Но таму доаѓавме до некои за мене апсурдни информации и податоци, дека министерот за надворешни троши некои скромни пари, а цело време е по пат. Така е. Значи, многу од патувањата и негови и на многу други функционери се покриени кога се канат некаде и така натаму. А некои други министри трошат на ангро. Има ли тоа? Немате така. Значи, сега нема... само да појаснам за граѓаните, за гледачите. Споредбена беше алатката од првиот момент. Значи, првиот извештаен период беше за првите 6 месеци од владењето на владата на сегашните функционери во споредба со 6 месеци од 2014 година, период на влада на Груевски. Ја правевме компарација да видите периодот е сличен. Постизборен. 4 извештаи има. Сега завршува 4-тиот 6-месечен период и ќе биде 4-ти извештај. Во сите споредби, Јадранка. Добро. За штедите на оваа влада во однос на претходната, значи зборуваме за премиерот, министри, заменици министри, државни секретари, генерален секретар, потоа го проширивме после вториот извештај на директори на предпријатија, и укажавме на предпријатија каде што има акционерски капитал владата. Сите тие ги објавуваат извештаите, споредбите се 2,5 пати, за штедите 2,5 пати, 3,5 пати поголеми. Сакате да кажеш, сакаш да кажеш дека постои една сопирачка кај функционерите затоа што тоа ќе излезе во јавност. Дефинитивно, ама тоа е поентата на транспарентноста. Критиките во јавноста и зголемената внимателност сами да се коригираме. 2,5, 3,5 пати повеќе, особено кај угостителските услуги. Во првиот извештај имаше некои грешки, бидејќи луѓето не знаеа од администрација до крај како да ја пополнат алатката, се случи кај некои колеги на контото на трошоци на министерот да ги внесат сите трошоци од министерството. И затоа се покажаа некои нелогични бројки, меѓутоа потоа тоа се исчисти. Тоа беше, се сеќавам, за Министерството за култура и за уште беше за кај колегата Дураков, беше кај Крешник Бектеши и беше кај Роберт Аладјозовски во првиот извештај. Добро, ти ги имаш тие податоци, допираат до премиерот, значи штом. Па и премиерот 3 до 3,5 пати повеќе штеди од Никола Груевски, што не излегуваше од државата. Зоран Заев, гледате колку се движи, колку патува и каде е се присутен. Убеден сум дека не само што му значи на премиерот, им значи на граѓаните. Направивме една пресметка. Ако продолжи ова темпо и ако владеачка гарнитура од оваа коалиција остане на власт колку што беше колку што беа владите на Никола Груевски 11 години, со ова темпо на заштеди, само по овој основ ќе бидат заштедени повеќе од 12 милиони евра. Знаете ли колку пари се тоа? Да, но сега на претходничките прашања имаше прашање, ако не се лажам, од Илија Димовски. Кон Зоран Заев, да. Кон Зоран Заев за јавните набавки, за тендерите. Јас минатиот петок овде имавме трибина, Центарот за граѓански комуникации извештајот за втората половина од 2018 на вистина покажува некои загрижувачки тенденции во поглед на јавни набавки кои се со само една фирма или во 4 очи. Дали тие тенденции сте одговорот на премиерот Заев беше дека колку се заштедило. Но допира ли ова кои министри или директори на некој начин одат со вакви сомнителни во низа тендери? Сето ова допира. Дури прашањето беше дали ова ќе биде еден од клучните критериуми при најавената реконструкција или промена на одредени кадри. Зоран Заев во собрание кажа бројка. 104 милиони евра е заштедата на буџетот само заради отвореноста на процедурите. Сега, транспарентноста мораме да ја поделиме во два дела. Едно е информации што владата ги објавува, се тоа на што го работи, се тоа на што го бараат јавноста, медиумите, граѓаните. Друго е обврска на предпријатија, јавни предпријатија, министерства да објавуваат документи. Оваа влада донесе веднаш одлука на почетокот дека сите тендерски процедури, не само процедурата, туку и договорите што се склучени ќе бидат објавени. И тоа се случува. Имаме појави
Сега, што загрижуваат дефинитивно, каде што има тендери на кои што учествува само една фирма, има Така се ситуации... под 7-8 милиона едно министерство да речем. Има ситуации кога во 4 очи се склучуваат Така. договори. Суштината е. Од една страна, тоа мора да се преиспита зошто е така и многу прецизно да се изанализира, но кога ги објавуваат документите, се тоа на што го работеле, како го подготвувале тендерот, многу појасна станува сликата дали стварно немало понудувачи или нешто во позадина има. Ама и бизнис секторот е драматично проблематичен. Значи, верувајте дека во овие 2 години, јас немам директна ингеренција, ама она што го слушам од колегите, имам контакти. Па 99% од луѓето што работат во бизнисот не сакаат да учествуваат на јавен тендер, ама сакаат да сретнат некој од министрите или од директорите надвор од канцеларија и тука некако да се разговара како може да се добие Сакате да тендер. кажете, така се навикнати, тоа е целта. Тоа е навика од минатото. И многу ми е драго што сега на оваа трибина што беше заедно со невладиниот сектор, NGO-ата имаат подготвено обучувачи и за приватниот сектор. Мораме заеднички да ја градиме културата, поинаква култура на однесување. Буџетските пари, одговорноста на владата и на функционерите, ама одговорноста на сите што учествуваат. И на крајот на криштата, никому не е спречено да каже јавно, гласно, дали некој тендер е во процедура или не е во процедура, жалбата како се одвила, дали има жалбена постапка и така натаму. Така, но јас Јавноста е клучен критериум. Пред неколку и коректор. Пред неколку недели се обидував преку сајтот на владата да видам колку советници има премиерот Заев. Добро. Колку има вработено во генералниот секретаријат. Таму видов и пишува во фокус за бројот на советници, но сега истражувачкава мрежа на колешката Сашка Цветковска излезе со едно дузина советници кои ги немаше на сајтот на премиерот. Значи објавени на сајтот на владата беа оние советници кои што имаат работен однос засновано. А зошто да не бидат и тие Сега нагоре? се и другите објавени, бидејќи беше побарано. Едноставно, затоа што некогаш има моменти кога заради предпоставка нечија може би дека не е неопходно и тој податок да го има, нешто не е објавено. Затоа велам, треба многу корекции. Меѓутоа, веднаш кога јавноста ќе побара, ги добива. Ги добиле. Колешката Така, ги добро доби и ги добиле. објави. Но би било добро тоа да стои, да може секој да го види. Затоа Апсолутно. што Јас се согласувам. Било кој министер или влада може по тој принцип, ова е хонорарно, ајде ние ќе го тераме. Јадранка има уште една работа многу битна. Администрацијата е во огромен процент наследена од поранешното време. Не само од времето на Никола Груевски, неговите влади, Емил Димитриев, туку и од предходно. До сега никој не се обидел на тие луѓе да им укаже дека е неопходно работите да бидат јавни, достапни, граѓаните, медиумите, сите да имаат можност на еден клик да дознаат информации. И некогаш се случуваат технички пропусти. Еве што се случи. Така. Алатката за транспарентност е постојано објавена, секаде ја имате. Овие трошоците. Меѓутоа, заради технички момент на компанијата што го одржува серверот, 2-3 дена ја снема. Експлодира во јавноста скоро скандал дека нешто се крие. Повторно се појави после 2-3 дена. Ете, гледате колку значи, кога го нема веднаш се бара. Така. Но во она што го видов на нели веб страницата на кабинетот на премиерот за советниците и она што го прочитав од ова истражување, никаде не го видов името на Зоран Верушевски, кој од старт беше најавен како советник на премиерот за безбедност, така. Сите се објавени, јас немам таква Јас не го сознание. видов тоа име. Не, јас колку што знам, не и добив потврда дека сите се објавени. Меѓутоа ќе проверам уште еднаш. Нема никаква тајна за Зоран Верушевски. За беше објавено, но не го најдов во тоа, затоа велам единствено ако дали има некоја промени. техничка грешка има, но ќе проверам веднаш после Дали има нашиот промени разговор. Не, евентуално? нема. Зоран Верушевски е советник. Колку луѓе имате во кабинетот? Во мојот кабинет? Тројца, двајца вработени и еден надворешен советник. Надворешен советник Бубакаров. Љупчо Бубакаров, да. Значи тоа си ти како министер, шеф на кабинет и уште еден Уште еден вработен и Бубо. Доволни сте тројца за себе сета оваа работа. Многу повеќе треба. Затоа што транспарентноста е толку широк опсек. Покрај транспарентноста, јас сум задолжен за секторот за комуникации, во медиумските реформи, во медиумската писменост. Многу работи се случуваат, низ мене поминуваат, стратегија за транспарентност се подготвува да се прави, стратегија за комуникации направивме изработена прв пат во историја на владата. Ке збориме за Преоптеретени се луѓето. Да, добро, значи многу работа, но как Бубакаров како надворешен советник, какви совети добиваш?
Ти многу добро се сеќаваш дека Бубо Каров е поранешен наш колега, новинар, работеше во Македонското радио, работеше во Нова Македонија. Бубо Каров е искусен новинар, Бубо Каров во целиот свој опсек на она што значи и со козериите и со сето она што го прави е човек кој што има исклучителен сензитивитет за состојбите, за политиките, за тоа каде има грешки, каде има пропусти во секојдневна комуникација со граѓаните. Што значи тоа на работник? Каква ви е комуникацијата? Имате правила на... Најдобар беше Бубо кога дојде и правиме муабет и му викам Бубо, окей, значи се договоривме да, и вика, баце, вика, и сега ја шо ќе бидам, ја му викам, ти ќе бидеш надворешен соработник. Значи вика, ја од тука од Карши, од кај Мак Петрол, ќе довикувам да ме слушаш што зборувам. Тоа е. Значи, меѓутоа, на вистина јас сум прво ми е многу драго што е Бубо дел од нас, и второ, таков човек да се вклучи на таков директен начин, кој што има толку големо познавање, широк обсег на контакти на луѓе и така натаму, неговото искуство и габарит е од огромно значење за мене, но и за целата влада. Значи, задоволен си од неговите сугестии и совети. Имаше проблем со кабинетот на претходниот председател Ѓорги Иванов. Имаше. Со Ѓорги Иванов има многу проблеми. Имаше. Транспарентноста тука не да ја користи функционираше. алатката. Ве одбија или ве одбија како влада? Врати со коментар кој сме ние да му бараме да биде отчетен пред граѓаните. Сега беше ти по изборот на Стево Пендаровски кај него, нели? Да, меѓу првите што го посетив новиот председател. Ке дознаеме ние колку трошел и како трошел Ѓорги Иванов? Прво Стево Пендаровски веднаш прифати да биде отчетен кон граѓаните и кон јавноста, да биде отворен целосно. Ова како се пополнува алатката во рамки на влада, ќе ја прилагоди на начинот на функционирање на неговиот кабинет. И убеден сум, и во разговорот што го имавме, верувам, добив такво сознание и од негова страна, дека ќе се направи комплетна ревизија на работењето на Ѓорѓи Иванов. Финансиска ревизија? Секаква, за Ѓорѓи Иванов мора да се направи секаква ревизија. Финансиска, политичка, по било кој основ. За политичка сме зборували, но финансиски, колку е трошено? Ние не знаеме што све се кувало тамо. Многу шпекулации имаше и околу 27 април и комплетно. Денеска имате изјава дека за 10 пати го зголемил богатството Ѓорѓи Иванов. Како успеал тоа како председател на држава? Сега обезбедува во Джевар кулите огромни простори. Зашто? Збор не кажа 10 години, сега зашто му треба чист воздух? За дополнително молчење. Неверојатно е тоа. Значи ќе има финансиска ревизија таму, да видиме. Јас се надевам, ја сум убеден дека ќе има, бидејќи таков печаток добив од господин Значи таа Пендаровски. сугестија ја прифати. А и добро би било и за него да се направи. Јас пред да отидам тамо, господин Пендаровски имаше веќе објавено дека проверува и дека ќе направи комплетно ревидирање на работењето на Иванов. Така. Ја спомена стратегијата. Тоа мене малку ми е не знам. Некако као формира комисија за да нема решение. Имаше една трибина овде во телевизијава колегата Ордановски за културата и цело време се вада ние стратегијата, ние акцијски план. Па околу реформи на управата пак. Ние стратегијата малку бирократски ми делува. Не, сега е обратно овде. Овде значи не имаме конкретни резултати. И сега имаме конкретни слабости видливи. Кои се слабостите? Еве ги. Гледаме дека јавните предпријатија не до крај се отворени, министерства не до крај се отворени. Во овие истражувања што ги прават невладините ги ставаат заедно и собрание и локална самоуправа и затоа треба да се разграничат. Јас можам да говорам за владата и таму каде што има надлежност. Меѓутоа стратегијата сега што треба да направи? Да ги обедини сите информации, буџетска транспарентност, она што го прави Министерството за информатичко општество, реформа на јавна администрација, каде што еден од столбовите 4, третиот столб е отчетност и транспарентност на администрација. Сите треба да ги ставиме на едно место за да има прегледност. Ова го работиме заедно со владата на Велика Британија. Подпишан е договор, јас го подпишав со поранешниот амбасадор. Тоа е на 2 години, верувам дека ќе го продолжиме заедно со USAID програмата, Американската амбасада. Владата на Велика Британија е позната како една од најтранспарентните и отворени во светот. Ќе кликнете на сајтот на владата и веднаш ве носи од тој сајт на кој сакате сајт. И не само информации, документи, за пасоши, за се што ви треба како граѓани. Тоа треба да го направиме. Тоа сакаме да го направиме. Така. Не е, значи, флоскула стратегијата. Значи, ќе одиме напред. Мора така да биде наречено. Дури не се мериме со Велика Британија. Да ви кажам право, би посакувал да се мериме со Велика Британија, затоа што реперите се во развиениот свет. Јас истото го велам и кога станува збори за слободата на говорот. Кажав на 3 мај на денот на слобода на говорот. Воопшто не ме задоволува растот 14 места, 95 место за Македонија.
Би сакал да бидеме тамо каде што бевме, меѓу првите 30. Така. Но, например, еве, Во бидејќи светот. сите поранешни влади немале министер задолжен за отчетност, транспарентност, комуникации. Доколку, например, ние знаеме по Закон за слободен пристап на информација од јавен карактер, се обраќате до институцијата, таа е должна да го одговори. Ако не ви одговори, Сега се имате скратени рокови, има комисија, нов закон, така е. до Агенција е комисијата, сега. агенција, Да. во овој случај, па и од тоа, ако не сте задоволни, одите на управен суд. Но, бидејќи сега има министер, можеме ли да се пожалиме до Апсолутно. дека некој орган или ескивира од врската? Што е идејата, меѓу другото, на оваа отвореност? Што е можно помалку да има потреба, законот треба да биде одличен, перфектен, сега е навистина со овие измени, е многу поефикасен. Меѓутоа, што е можно помалку да има потреба по тој основ да барате информации? Да ги барате директно, брзо да ги добивате. Се надевам нема да има, јас секаде го спомнувам, го кажувам на сите средби, искуството од Фокус кога баравме од претходната влада, по кој критериум се делат владините реклами за купи куќа, купи стан, кога добивме одговор дека е класифицирана информација, значи такво мајтапење, што да ви На една кажам? од меѓу првите 20 или 30 седници имавме декласифицирање на документи од претходните влади. Така. Значи тие се класифицирале. Сите договори. Сите оние поддршки на странски предпријатија, на странски фирми што се фалија Инвестин Македонија. За Инвестин Македонија трошеа пари на граѓаните во домашни медиуми. Да. Околу, знаете дека се уште не се знае вкупната цифра на пари што Никола Груевски ја потроши во медиумите по Не разни можете основи. да пресметате или ги немате сите документи? И ги немате документи, и како ќе пресметате кога на милион начини измислувале како да ги дистрибуират парите. Документарни филмови, вамо, намо, се и се што. Бројките се милионски, десетици милиони. Меѓутоа, такво злосторство да правите врз сопствените граѓани, тоа е ужас. Затоа сега нема владени реклами, нема ни да има. А Роберт, што ти требаше од новинарство толку години? Ти поточно прво замина од новинарството и влезе во СДСМ. Не си член на СДСМ, колку што ми е познато. Не. Јас заминав... Каков ангажман имаше со... Заминав од со лидерот новинарството... на тогашна опозиција? Заминав од новинарството 2012 година, кога ми стана кристално јасно, до последно се обидував преку мојот ангажман како новинар, да променам нешто во општеството, меѓутоа тоа гушење што се случуваше, таа елиминација во времето на нацизмот, физички елиминирале. Никола Груевски тоа го правеше финансиски, политички, секакво, психолошки елиминација Ти работеше на во луѓе. телевизија која имаше апла провладина уредувачка политика. Која немаше тогаш, кажете, ретки беа многу. Па затоа завршивме на портали или како мене, јас тогаш сватив дека после речити 3 децени не можам да сменам ништо во државата. Имаше ли некако... Дадов едно интервју, ми го побара колегата Милошиć, во кое што најавив дека сум подготвен политички да се ангажирам и станав советник за комуникации и креирање политики на председателот на опозиционата СДСМ во тоа време, Зоран Заев. Потпишав договор, мојата продукција потпиша договор за услуги, јавен, у неколку примероци, пријавен во УЈАП, во спротивно немаше да седам овде денеска. Ако не беше така. Имаше ли проблеми, бидејќи остана впечатливо, барем со многумина и колеги и граѓани кои сум разговарала, она твое едно интервју со тогашниот премиер Груевски. Јас, додека е он премиер, мислам дека сите интервјуа беа горе-долу договорени. Во тоа интервју некако излезе од колосек и имаше едно за една српска телевизија каде мислам дека Слично му се беше случи. слично, да. Имаше ли проблеми после тоа? Тоа беше кулминација, Јадран. Проблемите беа долго време, по разни основи. Да речеме, јас во мојата емисија имав комерцијални огласувачи. Сите оние што рекламираа беа напаѓани од институции на државата. Луѓето ми доаѓа и ми вика, извини, што да ти кажам? Не можам повеќе. Па терминот се менуваше, се случуваше. Ја го знам. Струја не сменуваше. Сменуваше струја во други периоди. И јас го тоа беше такво време. И затоа велам јас. Таа елиминација мене ми се случи, тебе ти се случи, на многумина ни се случи. Најмногу настрада колегата Томче Кежаровски. Таква трагедија на негова и на неговото семејство. И сето тоа ме предизвика да влезам директно да се вклучам. Затоа што ја верувам во принципи и во подобрување на условите за граѓаните. За тоа сме Љубовитна сум, не сум разговарала на оваа тема со тебе. Праќаше прашања, нешто концепт за разговор, па излезе од
Каде? Шемата За тоа интервју? За тоа интервју. Јас во животот на сите мои гости, кога ми доаѓале, сум им, бидејќи барале, само темите за разговор сум им ги давал. Да речеме, области. Не конкретни прашања, така да и тогаш немаше конкретни прашања. И тоа ми изненади како прифати да дојде. Потоа немаше реакции. Па еве го финалето. Добро, сега е нели она актуелно метлата на Заев, партиската замете, баја ги замете, наред се министри, функционери и директори. Она што мене ми е многу дури и забавно, сите што беа сменети партиски како да се пресрекни, одушевени, мислам дека малку се претерува со тоа некое единство да се покаже дека бидејќи зошто јас мислам дека човек ако смета дека нема за нешто одговорност треба да реагира зашто е сменет. Министерот без ресор за комуникација и транспарентност останува Роберт Поповски. Или ти ќе речеш како ќе реши премиерот нормално? Одлучува. Тоа е така и така треба да биде. Апсолутно. Она што мене особено ме разочара и ме загрижува е тоа што Зоран Заев го знаеме сите. Значи таа негова ширина, таа негова слобода, тоа што ја нуди, таа негова човечност што им ја овозможува на луѓето што ги назначува, да не биде искористена е навистина штета и трагедија за државата, за граѓаните. Оние кои што ја злоупотребија, кои што не покажаа резултати, кои што грчевито се бореа да дојдат на позиции, а потоа работеа за свој личен интерес или за семеен интерес, направија огромна штета. Ова што го велиш како реагираат луѓето. Реагираат затоа што едноставно сите на некој начин чувствуваат дека и нив им се случило ова. И затоа нема поинакви реакции, туку велат како што ќе се одлучи, така ќе прифата. Инаку, Зоран Заев не е човек, никогаш нема да биде човек, кој што туку така ги менува луѓето заради тоа што некој не му се допаѓа. Јас сум убеден дека неговите критериуми се многу прецизни. Значи резултати меѓународни домашни анализи. Да, ама во една пригода кажа, нема да ги оставам без леп работа, во смисла, дали тоа ќе биде, нема да биде директор на ова предпријатие, ќе биде директор на друго предпријатие. Во таа смисла велам. Видете, не мора да значи нема да ги оставам без леп. Не мора значи дека ќе биде префрлен на друга позиција, туку дека едноставно ќе води грижа за сите луѓе, тој тоа го прави. Меѓутоа, јас сум убеден, пак велам, дека многу прецизни му се критериумите за тоа како ќе проценува за било кого. Значи, резултати, потоа посветеност на принципите. Дали некој работи за она што сме се залагале кога бевме пред влада во кампот на слободата и така натаму. Дали за сето она што велевме дека ќе работиме во интерес на граѓаните, дека нема лично и за себе и за семејствата и за пријателите, туку да ги поправиме состојбите во општеството. Тоа е клучниот и третиот критериум каков е односот наш со граѓаните. Дали сме останали истите, дали комуницираме, дали дигаме телефон, дали разговараме, дали ги слушаме. Ајде транспарентно сега. Си прашал, си разговарал со Заев. Каква е судбината твоја? Остануваш министер? Јас, Јадранка, мислам дека не знам за другите. Јас немам намера да разговарам за судбина. Прво, јас сум дел од ова затоа што сум прифатил и сум сакал да бидам. Зоран Заев има веројатно еден впечаток за тоа како јас работам и секој од нас. Јас имам друг впечаток за тоа како функционира целиот систем. И на крајот на крештата, сега во оваа фаза, ќе седнеме и ќе разговараме и за моите, и за неговите очекувања за понатаму. Јас исто сакам да знам како ова ќе заврши, за ја да проценам каква одлука ќе донесам. Имаш забелешки на делот, резултатите, функционирањето на владата на Заев, кај што ти си делот имат? Па како не, ние затоа веројатно и ќе успееме да се коригираме, затоа што ги слушаме граѓаните. Јас го доживувам тоа. Јас не можам да прифатам луѓе назначени после режим, кога им ја дадена шанса да покажат и докажат дека може многу поинаку. Кога ги објавувавме бомбите, една последна реченица, ова зло никогаш да не се повтори. Да го памтиме тоа. И тие луѓе да не се фокусираат на работата, туку едноставно да не ги интересира, да си дадат простор на оддишка сега, да не можеш да ги прибереш на работа, дојдат и така натаму, прават катастрофална штета не за СДСМ, не за владата, за државата прават. Имаме една шанса ние. Последно прашање. Да беше новинар сега и кога ќе видиш колку советници има премиерот, како ќе реагираш? Ќе го викнем на интервју, ќе го прашував за советниците. Сакам да знам. Зоран Заев вчера одговараше во собрание за двајца советници кои што го прашаа. Значи он
Он точно знае за секој зошто е, како е, а друго е јавноста Колкава е бројката како ги оценува. Меѓутоа, како што знае да ги слушне луѓето и да направи ваква одлука прв пат во историја на политичката, нели, поставеност во државата, така ќе знае и за ова да послуша и ќе процени и за неговите советници и за сите други. Допира дека јавноста е малку разбранувана, не малку и повеќе. Барем оние кругови што она што Зоран Заев го носи во себе. Мораме ние сите да го промовираме и да го рефлектираме. Во спротивно имаме проблем. Роберт Поповски, благодарам што беше гостин во отвореното студио. Останете на фреквенциите на 1 ТВ. За неколку минути стартува Централниот дневник.